Од утре започнува еден од двата најголеми муслимански празници, Курбан Бајрам, познати како празник на жртвата. Зошто е ден на Курбан? Тоа има своја историја каде што Ибрахим алейхиселам или наречен Авраам, Аллах Джелешануху Господ го потсетува него дека тој има еден даден збор дека ако Господ му даде дете дека ќе го жртвува во името на Господ. Веќе Господ го прифаќа неговиот збор, туку само сакал да го гледа дали тој ќе го држи дадениот збор, и од тој момент Аллах Джелешануху Господ му праќа на него како курбан овен, и од тој момент постанува курбанот како традиција. На празникот кој трае 4 дена се кронисуваат и верниците во моментов кој се на Аджилак во Мека. За време на овие празници најпрво доаѓаат сабајле, на сабајлешна молитва пред изгреј сонце се собираат поголем број на луѓе и овде се молат. Потоа кое што е најважното нели за Курбан Бајрам, тоа е молитвата за Курбан, се клањаат 2 реката намаз и овде се молиме нели за да Господ биде милослив спрема нас. После тој намаз или клањањето, луѓето си одат во своите домови. Потоа почнува и колењето на курбаните на одредени места. Тоа трае се до 4-та ден до попладне, можам да кажам, и каде што завршува. Курбан Бајрам секогаш паѓа во ист ден според исламскиот календар, но според григоријанскиот календар датумот е различен од година во година, бидејќи исламскиот календар е месечев календар, а григоријанскиот е сончева календа.